Продолжуваме со нашата тема за позниот дожд и Светиот Дух. Бидејќи денес претежно ќе читам цитати од Духот на пророштвото, а сепак не сакам да остане без некој библиски текст. На почеток ќе го прочитам текстот во Дела на апостолите. Дела на апостолите во 3 глава. Значи, ова не е самиот ден Педесетница, кога Петар ја држи првата проповед после примањето на Светиот Дух, на раниот дожд. И после таа проповед се крштеваат 3000 души, евреи. Во 3 глава, значи во еден друг ден, Петар исто така проповеда на собраниот народ, слушателите во Ерусалим, и им кажува вакви зборови. Од 13 стих ќе почнем да читам. Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на татковците наши, го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти. Значи, Пилат решил да го пушти, вие се побунивте на тоа. Но вие се одрековте од светиот и праведниот и побаравте да ви се ослободи човек убиец. Бараба. А го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите. За тоа сме ние сведоци. Е повторно проповед за воскресението. И поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и го познавате, се мисли на фатениот, односно на сакатиот, што го исцелија пред красната врата, го потврди името негово, а верата во него го исцели и овој човек пред сите вас. Значи, прво ги искритикува евреите, заради нивото неверство и предарство и убиство на Божиот син, а потоа им вели: а сега, браќа, знам дека вие тоа го направивте од незнаење, како и вашите началници, односно водачи. А Бог, она што однапред го извести преку устата на сите пророци своји, односно дека Христос ќе пострада, тоа и го исполни. Покајте се пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши. Овој превод вели да се очистите, изворниот текст вели да се избришат гревовите ваши, за да дојдат од Господ времења за освежување. Запаметете го овој збор, освежување. И тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Односно, Христос да дојде повтор пат. Што значи ова освежување? Да видиме, да се подсетиме прво на еден цитат што го прочитавме при крајот на минатата, значи темата минатата сабота. Цитатот се наоѓа во рани списи. Ајде прво 86-та страница, уште еднаш. Елен Вајт напишала, гледајќи во визија, во тоа време ќе се излее позниот дожд како освежување од лицето Господово. Ево го истиот збор. Значи, апостол Петар кога зборува за освежување, зборува за нешто што треба да следи после покајанието и после бришењето на гревовите. Тоа е така една адвентистичка тема, бришење на гревови. Има врска со така наречениот истражен суд, има врска со делото на запечатување, има врска со 144.000, сето тоа се теми што следат на табелата, но ние се уште сме кај раниот и позниот дожд и за нив малку повеќе подоцна.
Значи, во тоа време ќе се излее позниот дожд како освежување од лицето Господово, за да и даде сила на гласната вика на третиот ангел и да ги подготви светите да обстанат во текот на периодот на излевањето на 7 последни зла. И сега, 271 страница од истата книга, Рани списи. Ги слушнав оние кои го има на себе сето оружје Божјо, како ја изговараат вестината со голема сила. Ето, ова дипломи, докторати, факултети нема да го постигнат. Гласниот вик е нешто што е наречено голема сила, затоа што тоа ќе биде проповедање во силата на позниот дожд. Најголемата манифестација на силата на Светиот Дух помеѓу неговиот народ. Прочитавме мејата сабота еден претходен цитат, дека таа манифестација ќе биде поголема и пославна од Педесетница, од апостолите. Можеме да си замислиме такво нешто. И тоа делуваше, значи тоа што ја проповеда вестината со голема сила, оние што го има сето оружје Божие. И тоа делуваше. Се прашував, што предизвикало толку голема промена? Че како може до вчера млаки, слаби верници, какви што сме ние денес, да доживеат волку голема промена, да бидат вооружени со сето оружје Божјо и да ја изговараат вестината со голема сила. Што предизвикало толку голема промена? Ангелот ја одговорил, позниот дожд, освежувањето од лицето Божјо, гласната вика на третиот ангел. Колку интересни зборови. Позниот дожд представува освежувањето од лицето Божјо за последното време, она што Петра го најави во дела 3 глава, и истовремено представува гласната вика на третиот ангел. Јас мета сабота постив едно прашање, се сеќавате. Ако раниот дожд паднал на Педесетница, кога ќе падне позниот дожд? Или ќе се излее? И ви реков, одговорот на ова прашање не се наоѓа во иднината. Малку парадоксално. Зошто не се наоѓа во иднината? Ево сега ќе следи еден друг цитат. Евангелизам, 527 страница. За жал не можам да ги читам сите цитати на темава позен дожд од настани на последното време. Во последните настани, односно скратената верзија, ја немаме оваа глава за рани позен дожд, туку само во ова старо издание. Ако дома ви се наоѓа во вашите домашни библиотеки старово издание, целата книга настани на последното време, читајте ги сите овие цитати, што немам време да ги прочитам за време на проповед, но само избрав некои поважни за читање. Значи, Евангелизам, 527 страница. Слегувањето на Светиот Дух на црквата се очекува како работа на иднината, или подобар превод ќе беше како настан на иднината. И навистина, така и веруваат, така и се однесуваат мнозина христијани, мнозина адвентисти. Да, позниот дожд, тоа е нешто што ќе дојде. Така. И во табелата каде се наоѓа позниот дожд? Се наоѓа многу доцна, секавате. На погрешно место. Се наоѓа после запечатувањето. Имате тога, се сочува некоја табела? Да. Кај се наоѓа трајче позниот дожд? После запечатување, значи прво ќе бидат запечатани 144.000, па после ќе падне позниот дожд. Тоа е грешка. Но сакав табелата да има грешки, иако јас не ја измислив, за да внимавате, за да вклучите мозок, за да испитувате, што рече брат Борче претпладне. Испитувајте дали тоа што ви се сервира, што ви се продава од катедра или во книга, да, и од вашата црква, и од вашите проповедници, е вистина
или не е. Дали е така или не е така. Значи, Евангелизам 527 страница. Слегувањето на Светиот Дух на црквата се очекува како работа или како настан на еднината. Меѓутоа, предимство е на црквата да го доживее сега. Барајте го, молете се за него, верувајте дека ќе го примите. Ние мораме да го примиме, а небото чека да ни го подари. Ние што чекаме? Да дојде позниот дожд. А небото што чека? Да ни го подари. Епа, што чекаме? Небото чека на нас, а ние чекаме на него. Каде е проблемот? Кај нас. Видите еден друг цитат. 1909 година. Ние не сакаме да му додеваме на Господа со нашите молитви. Значи, на луѓе сакаме да им додеваме. Сакаме духовни дадилки, дали тоа ќе бидат проповедници, дали тоа старешини, не може би некој постари, поискусен верник, ѓакон. Ние сакаме на луѓе да им додеваме со нашите проблеми, а на Господа не сакаме да му додеваме со нашите молитви, барајки го од него дарот на Светиот Дух. Меѓутоа, Господ сака да му пречиме на тој начин. Е каков израз. Код демека он има некоја поважна работа, па ние му пречиме. Со тоа што звониме постојано кај него. Господ сака да му пречиме на тој начин. Тој сака да го обсипеме неговиот престол со нашите молитви. Колко интересни зборови. Господ сака да досаѓаме. Досаѓај. Затоа ја кажал таа парабола. Со кого беше параболата? Сиромашната вдовица, која што додевала на неправедниот судија. Ако додевајки му на неправеден судија, сличен на денешниот наши суди и политиканти, со додевање на таков можеше да се извлече полза, успеало, колку ли повеќе ако му додеваме на светиот, безгрешниот и праведен судија. Продолжува Елена Вајт и вели: оживувањето на вистинската побожност помеѓу нас е наша најголема и најитна потреба. Наша прва работа треба да биде да се трудиме околу тоа. Што да се трудиме? Не да се трудиме да бидеме добри и праведни, свети, па да не зборувам. Зрното, како што рече пасторот, сега покоен Роберт Виланд, еден од големите лајачи за 1888 година. Врескачи, кој што пречеше на генерал конференција и на црковните водачи, затоа што постојано ги подсетуваше на таа година. Затоа што Елена Вајт самата запишала дека тогаш, пред повеќе од 120 години, почнал да се излева Светиот Дух, позниот дожд. Тоа било почетокот на гласниот вик, но црквата го одби тоа. И Виланд вели, нито едно зрно не може самото себе си да се доведе до зрелост. Во Еремија, знаете, го имаме они пример со глината и грнчарот. И прашува Господ, може ли глината да му рече на грнчарот, шо ме правиш оваква, дај направиме поинаква и така. Нили не сакам овака, сакам онака и така. Такви глини не постојат, зашто глините не се живи и свесни суштества со своја волја. Сега, да поставиме друго прашање. Дали постои такво зрно, јачменово, пченично или какво сакате, кое што се труди самото со сите сили да созрее,
Што би рекол Христос, да се трудите да пораснете некоја педа повисоки. Ама со своја сила. А кога доаѓа дождот, позниот дожд, единственото средство што прави да узре зрното, да се усоврши, тоа зрно да се спротистави и да рече, некем да пијам, го одбива дождот, а продолжува со своја сила. Се труди со своји напори да созрее. Такви зрна не постојат. Ние не треба да се трудиме околу тоа. Ние треба да се трудиме, значи, наша прва работа, вели, и нашата најголема и најитна потреба е оживувањето на вистинската побожност. Тоа што сме го загубиле, тоа што сме го имале на почеток. Ние знаеме како било кога Светиот Дух целосно управувал со нашиот живот. Кога целосно пребива во нашиот ум, во нашите срца. Ние знаеме како било кога одвај сме чекале да дојде богослужение, сабота, уште петок. Сеќавам да избегам од последните часови, што паѓа после зајди сонце. За да дојдам тука на богослужение. Се сеќавам како било кога сме биле подготвени да жртвуваме се заради Христа и тоа ни било сладко и убаво на душата. И како треба и кјотеци од татковци или од кој од маж, некој може би од жена му изел кјотек, не знам. Има секакви случаи. Полици, бркање од работа и така натаму. Но сето тоа било сладко на душата, затоа што Христос пребивал внатре во неја, не тропал од надвор, да чека да му се отвори. Мораме да вложиме сериозни напори да се здобиеме со Господовите благослови. Не затоа што Господ не би сакал да ги излее врз нас, туку затоа што ние не сме подготвени да ги примиме. Тоа е оно што небото чека. Нашиот небесен татко е многу поподготвен да го излее својот Свети Дух врз оние кои го бараат, отколку што нашите земски родители се подготвени да ги дадат своите добри дарови на нивните деца. Невистина. Меѓутоа, наша задача е со својата работа, со признавањето на гревовите, со понизност, со покаяние и сериозна молитва, да ги исполниме условите што Господ ги поставил за да ни го даде ветениот благослов. И последната реченица, од овој цитат, прва книга Избрани сведоштва, 121 страница. Пробудувањето можеме да го очекуваме единствено како одговор на нашите молитви. Значи, без молитва нема да го добиеме позниот дожд. Би сакал да прочитам уште некој цитат. Видите што вели тука. Истата книга, 175 страница, значи Избрани сведоштва, прва книга. Кога Христос ќе престојува во срцата на евангелските работници, значи ова посебно се однесува на проповедници, да речеме, кога ќе, и сега што значи тоа, кога ќе исчезне секоја себичност, секоје соперниство, значи не можеле два петла на исто буниште, и стремеш за власт. Што е проблемот на денешните проповедници, црковни водачи? Себичност, соперниство и стремеш за власт. Значи, кога тоа ќе исчезне ако Христос престојува во нивните срца, тогаш вели, кога ќе воспостават единство, значи вистинското единство, каде? Кога ќе бидат посветени така што нивната меѓусебна љубов ќе се гледа и чувствува, че тоа што го постигнале апостолите до 50-ница. Дори тогаш силните дождови на Светиот Дух ќе паднат врз нив
исто толку сигурно како што секое Божје ветување ќе се исполни до последната точка и запирка. Прекрасни зборови. Понатаму, овој ден со Бога, 258 страница. Ако сакаме во големиот ден Господов да стоиме во Христа како наше засолниште, наша висока кула, ќе мораме да ја отфрлиме секоја завист, значи завист, и секој стремеш за владење, его повторно, стремежот за власт. Ако сакате да владеете, одете во партија, еве еден куп политички секти надвор, борете се за власт. Што барате во Божјата црква, ако сакате да се борите за власт? Ќе мораме потполно да ги искорениме тие несвети особини. Стремежот за власт, зависта, представува несвета особена според духот на пророштото. За да не се вратат повторно во живот, ќе мораме да застанеме потполно на Божја страна. А само ако потполно стоиме на Божја страна, навистина стоиме на Негова страна. И, ајде прочитаме два кратки цитата, една реченица. Бог најмногу ги цени милосрдието и непорочноста, тие особени би требало да ги има секој христијанин. Милосрдие и непорочност. Пета сведоштво, 85 страница. Најсилен доказ во полза на христијанството е христијанинот кој љуби, христијанинот кој лесно се љуби. И повторно ќе завршам со три цитата, од кој рани списих, повторно. 71 страница е првиот од нив. Видов дека никој не може да учествува во освежувањето. Што беше освежувањето? Позниот дожд, гласната вика на третиот ангел. Доколку не постигне победа над секој вкоренет греф, над горделивоста, себичноста, љубовта кон светот, ете интересна работа, љубовта кон светот, и над секој лош збор и секој лошо дело. Победа над сето ова треба. Затоа би требало се повеќе и повеќе да се приближуваме кон Господа, со искрен стремеж да се подготвиме, што е неопходно за да обстанеме во борбата на денот Господов. Пета книга Сведоштва од црквата, 214 страница. Нам ни е оставено да ги отстраниме недостатоците од својот карактер, да го очистиме храмот на душата од секоја нечистотија. И тогаш позниот дожд ќе падне на нас, како што раниот дожд паднал на учениците на денот на Педесетница. Многу просто и едноставно. Продолжува исто цитат, односно се извинувам, сега повторно прва книга Избрани сведоштва, 124 страница. Од што Сатаната најмногу се плаши? Сатаната не се плаши од бројаница, од кромид на чардак. Сатаната не се плаши од темјан, туку од тоа што темјанот символизира. Лук ли, што друго. Сатаната не се плаши од крст материјален, да му покаже. Не е толку глуп. Но се плаши од вистината за крстот. Од значењето на крстот, што тоа што значило крстот за него кога Христос рекол се сврши, висејќи на Голготскиот крст. Еве спределено вајто, што Сатаната најмногу се плаши. Сатаната од ништо не се плаши толку, како од можноста Божиот народ да ги отстрани сите пречки од патот, така што Бог ќе може да го излее својот дух на изнемоштената црква. На секој искушение,
на секое спротивно влијание, без оглед дали е отворено или прикриено, можеме успешно да му се спротивставиме, како што вели Господ во Захарија 4:6. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух, слово е на Господа над војските. Со мојот дух. И последниот цитат за денес, и со тоа ја завршуваме темата за ран и позен дожд. Следната сабота, наутро јас ке имам тема, за што имав најавено пред неколку седмици, за вие што не бевте тогаш. Значи, прашав, што значи знакот Тау во визијата во Езекил 9 глава, што ќе биде ставен на челата на запечатените, значи Божите праведници, кога погубителите ќе убиваат без милост се друго околу нив, почнувајќи од Ерусалим, почнувајќи од Божјата црква, од неговиот народ. Што значи знакот Тау? Така гласи преводот од Константинов, така гласи оригиналот на еврејски. Да бидат оние што, значи, жалат и ридаат, плачат и ридаат за гревовите што се прават во Божијата црква, да бидат обележани со знакот Тау. Тоа е прашањето. Конечно ќе го одговориме следната сабота пред подне, ако даде Господ живот и здрави. Бидејќи тоа Борче ќе ја полка. А со нашата тема, значи со табелата, ќе продолжиме потоа, значи за 2 саботи, повторно навечер. И сега последниот цитат за денес и за оваа тема. Прва книга, Сведоштво до проповедници, 191 страница. Вели: позниот дожд ќе дојде и Божиот благослов ќе ја исполни секоја душа која ќе се исчисти од секаква нечистотија. Денес наша работа е својата душа да му ја подчиниме на Христа, за да можеме да бидеме подготвени за времето на освежувањето од лицето Господово. Сега, нешто што до сега не го кажешме. Подготвени за крштевање со Светиот Дух. Позниот дожд, како и раниот, представуваат крштевање со Светиот Дух. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.